Откако од Honda Zero остана само нула, беше јасно дека Pepel ќе го покрие и заедничкиот проект со Sony за развој и производство на електрични возила од новата марка Afilo. Вложените години и милиарди долари како ништо да не значеа и не можеа да се препречат на целосната промена на стратегијата на јапонската компанија, а Фила едноставно остана без технолошки ресурси за да може да ги лансира своите модели. За скептично настроените американски аналитичари, запирањето на овој заеднички потват на Sony и Honda укажува на неодржливоста на било какви радикални пресврти во автомобилската индустрија. За јапонските директори пак виновни се промените на трендовите на пазарот, за кои не сакаат гласно да кажат дека се предизвикани од политички и тесногради интереси. Од компанијата, која токму за оваа намена Sony и Honda ја основаа во 2022, изјавија дека сите купувачи ќе ги одобијат назад депозитот што го имат уплатено. Со тоа, ово еден од најисчекуваните проекти од областа на електричните возила заврши уште пред да започне. Простор за некакви нови решенија е оставен, но шансите за тоа се минимални, да не кажеме нула.